како да возачка во Нова Шкотска и колку време важи македонската. Кога ќе дојдете тука, македонската дозвола ви важи 3 месеци. За да полагате после се оди во АЦЕС Нова Скотија, таму тоа е местото каде што се вадат и лични карти, се полага за кола, се регистрира возило и така натаму. Прво се пополнува прашалник, потоа ви го проверуваат видот, доколку е се окей, ви даваат 2 теста. Едниот тест е за сообраќајните знаци, а другиот е за правила. Има обележано место каде треба да седнете за да ги полагате. Инаку има и онлайн опција да полагате, не мора да одите лично. Значи седнувате, мислам дека има околу 1 час за да завршите, ги полагате тестовите. Двата теста, еден тест чини $15, тоа е околу 500 и нешто денари, значи двата $30. Кога завршувате, ги предавате тестовите, веднаш ги проверуваат, ве замолуваат, нормално само малку да почекате, потоа ве повикуваат кога ќе завршат и ви објаснуваат доколку сте погрешиле, каде сте погрешиле и дали сте поминале или не. Може да ги поминете двата, може да паднете на едниот, може двата да ги паднете. Како и да е, имате право доколку ги паднете тие тестови, без разлика дали е еден или двата, имате право секој ден после тоа да ги преполагате. Ако поминете некој тест, тоа е веќе завршено, си го полагате само паднатиот, секој ден како полагате се плаќа $15 од тест. Кога ќе ги поминете веќе тестовите, си закажувате градска. Градската чини околу $50, тоа е околу 2000 денари. Од прилика. Некогаш се чека недела, некогаш 2 недели, некогаш може да биде и подолго. Доаѓате со вашето возило и има стрикно обележано место каде треба да паркирате надвор. Има место за коли, има место за оние што полагаат со камиони, автобуси и така натаму. Ја чекате особата што треба да дојде. Една особа доаѓа со вас. Пред да почнете, прво ви ги проверува сите документи, значи имате точно напишано во листот какви документи треба да донесете. Листот што ви го даваат кога ќе платите за вожњата, точно има напишано, значи кои документи ви требаат, ги проверува на прво документите. Доколку ви фали документ, не полагате. Значи се презакажува полагањето. Мора да ги имате сите документи. Доколку се е окей со документите, следно одите во колата и особава ја проверува колата, нели дали функционира тоа што треба, функционира како што е рачна, жмигавци, кочници и така натаму. Седнувате во кола и почнувате да возите, излегувате од паркингот, ве води низ градот. Обавезно ве носи на раскрсница, затоа што тука раскрсниците на секоја страна имаат стоп знак. Правилото е мора да застанете, буквално на секој стоп знак мора да застанете и прв оди тој што прв застанал. Без разлика и да нема кола, да не доаѓа кола од ниту една страна, не смеете да поминете без да застанете на тој стоп знак. Обавезно, задолжително е застанување на стоп знак. Тоа е како некое непишано правило, дури и кога не работаат семафорите, оној што прв застанал, тој прв оди. Значи, секогаш е така. Тоа е прво нешто што ќе ве провери. И потоа се возите низ градот, мора да паркирате правилно, ве тера да паркирате правилно и на крај излегувате, јас ја викам обиколница, на автопат излегувате, нели, се влегува со стотка, забрзувате, одите, се исклучувате веќе кај АЦЕС Нова Скотија и на крај кога пристигате во АЦЕС ви кажува да паркирате. И тука завршувате. Веднаш ви кажува, ви објаснува дали сте поминали или не и ви кажува кои ви биле грешките. Доколку поминете, супер, браво, веднаш си плаќате за возачката, мислам дека беше околу $80, тоа е околу, како ќе му дојде сега, 3000 нешто денари, предпоставувам. И ви даваат лист со кој може да функционирате и да возите, додека да ви ја испратат возачката по пошта. Доколку паднете, треба да поминат 2 недели за повторно да може да полагате.
и повторно е $50 чини сето тоа. Сега, што доколку воопшто немате возачка дозвола нити од Македонија, тука право за полагање има секој што има наполнето 16 години. Доколку е малолетно дете, тогаш мора да потпишат и родителите. Иста е процедурата, значи одите, пополнувате прашалници, видот се проверува и почнувате тестовите ги полагате. Сега, кога ќе ги положите тестовите, добивате документ со кој што имате право да возите кола само додека со вас е особа што има минимум 2 години возачка во Канада. Нема ограничување дали ќе биде до 10 на вечер или не знам кога, значи единствен услов е да имате покрај вас особа што има минимум 2 години возачка во Канада. Сега, градска воžnја може да полагате после 9 или после 12 месеци. Која е разликата? Доколку земете часови од автошкола, значи се пријавувате во автошкола, нормално има предавање и плюс добивате, нели има и часови. Доколку го направите тоа, тогаш имате право да полагате после 9 месеци. Доколку не сакате да земете часови од автошкола, тогаш имате право да полагате после 12 месеци. Од кога ќе добиете возачката, не смеете да возите навечер и мора да возите патници колку што има појаси во возилото кое што го возите. За крај, кој е за мене најдобриот дел во целава ситуација, тоа што особа со 16 години веќе може да го направи првиот чекор, односно може да почне да полага и кога ќе ги помине тестовите може да дури да вози нормално со придружба. Тоа е нешто што за мене е навистина голем плюс и сметам дека е баш окей. Инаку ние двајцата сме дојдени со македонски возачки дозволи, немам искуство како оди кога се почнува скрос од нула, сите информации што ги имаме се затоа што се распрашувавме. Допрва ние ќе го одиме тој пат со децата, така да се надевам дека ги имаме сите информации како што треба, ќе видиме тоа допрва. Поздравче!